Работниците и годинава измамени за К15 им се даваат понижувачки мали суми кои наместо законските од 9.000 до 14.000 денари се движат од 100 до 500 денари. Најголеми манипулации очекувано и оваа година има во текстилните фабрики. Според информациите на текстилните здруженија, дури 80% од вработените во оваа индустрија или воопшто не добиле регрес или добиле до максимум 2000 денари. Информациите главно се однесуваат на фабриките во Штип, Кочани и Делчево, но и во останатите градови од регионот. Некаде работниците се приморани како баш во моментов што се случува да враќаат дел од К15 назад на работодавачите. Ретки се оние фирми, ептен жалосно, меѓутоа ретки се оние фирми кои исплатија во полни износ К15. Има и такви кои што им даваат на работниците К15 како рати. Например, на неколку рати во плата додаваат по 1000 или по 2000 денара. Лошо е кај нас што во општиот колективен договор тоа не е прецизирано, фирмите пријавуваат некаква си загуба и се случува тоа што се случува. Според законот, К15 ги следува сите работници кои најмалку 6 месеци во текот на една календарска година работеле во иста фирма. Оние што до крајот на годинава нема да добијат К15, можат да се обратат до трудовите инспектори или да покренат судска постапка, а од синдикатот нудат и бесплатна правна помош. За работодавачите што не го почитуваат ова право на работниците и не исплаќаат регрес за годишен одмор или бараат од нив да ги вратат исплатените средства по овој основ, предвидена е глоба од 3000 до 4000 евра. Од 2000 до 3000 треба да плати правно лице, а со 500 до 1000 евра се казнува одговорното лице кај работодавецот, а според кривичниот законник за ова може да се добие и затворска казна до 1 година. Сепак, поради страф од отказ или поради тоа што во минатото немале ефекти од жалбите, бројот на работници кои се одлучуваат да направат нешто е минимален. Годинава жалба поднеле 22 работници, а лани нивниот број бил 242.